граѓаните кои што не следат, особено оние кои што ги тангира ова законско решение, добро би било да подсетиме дека се работи за законско решение за усогласување на платите во детските градинки со Законот за минимална плата, нешто што ние како опозиција го поддржуваме, и тука ќе ставам запирка, но она што се случува на улица на вработените во детските градинки, да се покачат платите согласно претходната донесениот Закон за минимална плата, но со нивелирање на сите останати плати. Поднесовме еден амандман кој што веднаш во истиот момент беше одбиен и со тоа, за жал, ова влада уште еднаш по не знам кој пат покажа и докажа дека работи по девизата купи ден продај, дека не работи по девизата со која што излажаа голем број на граѓани со слоганот живот за сите, туку тој слоган се претвори златни лажици за нас во владата, криминал и рекет за избраните од Бога, така мислат тие, за нив, а трошки за плепсот. Меѓутоа се доведовме во состојба во кој што и тие трошки, тие мислат дека се многу. Па така да, ако сега, вака за граѓаните кои што сега не слушаат, да им биде јасно за што се работи, ако хигиеничар во градинка зима 18.500 денари плата, тогаш воспитувачот, односно воспитувачката, да бидам родово сензитивна, да се користам со родово сензитивниот јазик, 20.000 денари плата е многу. Тие така оцениле дека е многу. И сега, да, има такви примери. Каде? Па со самото прашање што велите каде, кажува дека не контактирате со луѓево, дека немате допир со реалноста. Сега видете, сите вие што сте ги гледале во градинки, во училишта и така натаму, треба да ви биде јасно дека овие кои што прашуваат каде, предпоставувам не одат во продавница и не знаат дека цената на маслото е фантастични, некој сега ми кажа и 180 денари, па израчунајте колку се 20.000 денари за масло. Брашното или го нема, или Србија ни го дава, и маслото, и вакцините, ама ќе излезат овие со златните лажички кои што си ги купија и ќе кажат дека резервите ни се полни. Лага до лага, рекет до рекет, не успеа да задржат генерален секретар во тоа владата, оти кој како дојде во тоа барокот кој што вика ружна ви е владата, ама се закотвија таму и не може да излезат од таму, убаво им е во ружна ви е владата. И така закотвени со розеви на очари, извинете, не се розеви, можеби се и златни, не знаеме, бидејќи таа оградата железна, оној претходниот криминалец што им ја тргна, сега ја заменија наместо железна, ставија полициска ограда. И оттаму не гледаат вака долу што се случува, па они ценат дека 12% договор со СОНК, а моментално сите професори и наставници велат кој ви кажа дека има договор, не се задоволни, не протестирале за 12%, и такво губење чувство во реалноста јас не сум видела. Па тука вака ќе ви кажуваат приказки како било времето, да ви кажам како било. Јавен долг у време на влада на ВМРО ДПМН е 46%. И тогаш надвор се случуваше шарена револуција, пируети правевте тука од незадоволство.
грчко сценарио, банкрот, не знам, уште што не зборевте за 46% јавен долг, вкупен јавен долг. Не велам дека било окей. И тогаш можело подобро. Не велам дека секое законско решение било окей. Можело подобро. И сега нас не слушате таму каде што сме виделе одредена грешка? Не, вие кажувате дека ова што ние го бараме, а ние ги пресликуваме во законско решение барањата на оние кои што протестираат, вие велите тоа е многу. Чекајте, како тоа е многу? Не можам да разберам како може да е многу 23.000 или 24.000 денари. Постојано добиваме примери од воспитувачи кои што се со помал стаж во однос на најниско рангираната плата во градинките. И тука, вака било, нака било. 46% кажав јавен долг тогаш беше многу, а сега не знам со следнава милиарда задолжување која што ја најавуваат, дојдени сме до 63% од јавниот долг од бруто домашниот производ, па сега кое ќе биде грчкото сценарио? Тоа тогаш или ова сега? Ама грциве острови продаваа. Вие не знам што освен идентитетот, националните прашања кои што ги шиткате онака од ракав и па дури и се гордеете со тоа, историјата ќе кажувала, не знам што и како, тука слушам беседи кои што не можам да ги разберам, не само јас, цела држава. Освен тоа, не знам што ќе продавате. Нафта немаме, златото кајва се, не верувам дека ќе си го продадете, и златните тајнири и лажици. Национален спорт е продажба на дрога од маријуаната на фамилијата. Ветувањето што го дадовте на граѓаните дека ќе има бројчаник на Триумфалната порта, не само што го нема, а зошто го нема? Затоа што овие 7 милиарди долг ќе има државата, не отчукува бројчаникот. Не ги кажува враќањата на долговите, па ќе стане некој па ќе дире, па вие што направивте? Не. Вака се, да расчистиме една работа. Секој криминалец кој што се знал да направи криминал и да пикне джеб во буџетот на граѓаните, треба да оди во затвор. И тука немам дилема, ама апсолутно. Не знам од каде да доаѓа. Треба да оди во затвор, што пикнал во парите од граѓаните. Од овие за кои што вие велите дека се многу. Сега да се навратиме на историјатот е многу важен, а тој историјат нема да биде од 9 година, од пред 2 месеци. До толку што не размислувате какви ефекти ќе предизвикаат одредени законски решенија за кои што да, се позитивни, но мора да има недвојбено дека во државата ќе има контраефект. Оној вашиот Нобеловецот, како викаше, спиралата. Овој Нобеловецот. Така, спиралата ја викаше. Ета, спиралата ја отворите. Прво, ветувавте дека, нели, во слоганот Живот за сите, почитување на колективните договори. Имавте шанса, 5-6 години, не ги испочитувавте. Направивте неколку покачување на минималната плата, но не ги усогласивте колективните договори. Тоа не го направивте. Законот за минимална плата, предупредувавме и ние, предупредува и сите останати чинители во државата, стопанственици, сите, дека не може да се донесе закон за минимална плата во кој што ќе покачите само една ставка, а сите останати да останат
исти, опозиција поднесовме по еден амандман. Ви кажавме тоа пред 2 месеци. Ова што сега се случува на улиците е природен развој на настаните. Зошто? Затоа што не свативте дека кога се носеше законот за минимална плата, требаше да дојде во пакет со амандманот кој опозицијата ви го предложи. Тоа беа барања на сите синдикати. Но и тогаш купи ден продај политика, сликање, еве, како и денеска, пред време Социјалдемократскиот сојуз на своите портали објавува да го решивме проблемот, а во меѓувреме се случуваат внатрешни конфликти во самата синдикална организација, наставниците, професорите, воспитувачите не се задоволни од така наречениот договор. И на крајот, овој амандман беше шанс да се, како што кажав, еден дел од проблемот да се почне да се решава. Ова би било, значи, како што кажав и претходно во моите говори, правично и законско решение кој што ќе важи за сите без исклучок. Така требаше да биде и со законот за минимална плата, но вие тоа не го свативте, за жал. Во законско решение се покачува, односно се усогласува со минималната плата само еден делот Д4, а тоа е звањето неговател, помошно стручен работник, приправник, и бодовите од 192 би се пак покачиле со нашето амандманско решение на 227. Но знаете како? Во градинките има многу звања кои што, еве, јас ќе кажам само неколку, врз основа на ниво на квалификации, сложеност на работа и така натаму. Тоа мора да има разлика. Образование, стаж, се е тоа основа за пресметување на платата. Сега се приближуваат платите со различно ниво на сложеност на работа, а велиме се работи за жени кои што ги чуваат нашите деца. Па полни ни се устите после понатаму со децата се наша иднина и така натаму, а оние кои им ја даваме обврската секојдневно да се грижат и воспитуваат за нашите деца, внуци, не ги плаќаме. И нормални се реакциите, не се нормални вашите реакции. Не беше соодветна вашата реакција на национална телевизија, почитувана министерке, кога им кажавте дека прво лажат, така се изразивте, на луѓето кои што бараат со полно право покачување на нивните плати, со сите факти, со сите аргументи. А1, ова се нивоата, раководител на објект, од 310 на 367 бодови. Б1, стручен соработник, советник, од 290 на 344. Б3, стручен работник. Б4, стручен работник, приправник. Многу звања ги има во детските градинки, тоа многу добро го знае министерката. 7 од овие звања се скоро изедначени. И тоа во интервјуата во кој што оди министерката и го кажуваат. Ние сме изедначени, а имаме различно ниво на квалификации и имаме различна сложеност на работа. И каде е тука правдата? Каде е тука правдата? Па се заканувате во емисија, па сте контрадикторни во изјавата. Еден ден велите, ке има инфлација, доколку ги покачиме платите, неусогласени изјави давате со премиерот, ке има инфлација, ке се работи за криза во државата, не баре они не знаат, па затоа што има криза во државата, затоа што има галопирачка инфлација, ги бараат парите кои што нема да им стигнат за да го потрошат месецот, да го завршат месецот. И сега, тие контрадикторни изјави кои што ги давате, велите ке има инфлација, вчера излавате,
излегувате на пресконференција и велите нема да има инфлација. Сега ќе има или ќе нема? Ама то од кога го израчунавте? Од каде? Го израчунавте кога пред 3 дена во емисија, во национална емисија кажувавте и ги убедувавте и ги разубедувавте представниците на синдикатите во кои што со 18,4 ќе има, со 12 нема да има. Па нема да крадат толку и ќе има. Златните лажици продадете ги. Продадете ги, нема да има инфлација. Инфлација има, галопирачка е, затоа ги бараат овие пари. Просто е неверојатно кога вие кажувате дека овие пари им се многу, замислете. А на кого им се многу? Многу им се на оние кои што ни ги чуваат децата. Па вие произлегувате од таа институција, мислам, не прифативте подадена рака од страна на опозицијата. Денеска елегантен начин како да го надминеме овој проблем. Не прифативте. И кажав, председателка на форум на жени. Председателка на форум на жени е голема општествена позиција. Во истовремена кога вие ги мешате. Вие ги мешате. Јас тоа не го говорам како негативно. Напротив, вие сега може да ме сватите како сакате. Вие може да се навредите, ама тоа е ваше право. Јас кажувам дека кога сте министерка, кога сте дел од извршната власт, а истовремено имате партиска позиција која што е и општествена позиција. Општествена позиција, тоа е позитивна работа, не е негативна работа. Можете да влијаете на процесите. Да имате издвоено мислење како жена политичарка во влада. И да му кажете и на министерот на финансии и на премиерот, не, јас како жена сум се обврзала со стратегии, со права на жени и така натаму. А кога сме кај работничките права, за кои што многу се фалите, треба ли да ве потсетам дека во извештајот на Европската комисија по однос на работнички права имате 0 оценка како влада. Она најпрогресивната влада која што со сите синдикати пред да дојде на власт, со невладин сектор, кажуваше, нели, ќе се унапредат работничките права, па вака ќе биде, па ништо тоа. Ништо, имате 0, прочитајте го извештајот на Европската комисија и ќе видите. Сега знаете што? Многу е лесно од тука, од оваа говорница, да се кажува тоа што го кажувате вие, а и дел од колегите. Таму излезете и кажете им го тоа на нив. Дека за вас 22.000, 23.000, па и 25.000 денари се многу пари за оние кои што ги чуваат нашите деца и внуци. Тоа таму треба да се каже. Да не се ветува за време на избори нешто што не може да се оствари, туку да се ветува реално нешто. Реално. Да не се заканувате, јас бев запрепастена кога ве слушнав, да, сега на едно интервју пред неколку дена, кога рековте дека сонг нека плаќа, немате право, па градации на уставни права правевте, а тоа прв пат го слушам, се консултирав со експерти и тоа не може, не постои таква градација. Кога се заканивте, вие сурово се заканивте на раководството на сонг, а преку нив и на сите они кои што протестираат и велите немојте да протестирате, нема да ви дадеме плата. Каде им ги кратите правата? Каде не им ги давате парите кои што за време на избори сте им ги витувале со слоганот живот за сите? Па од на тоа и им се заканувате за таа бедна цркавица од 22.000 денари. И се заканувате. Им се заканивте, министерке, нема тука што да го обландирам. Нема што да правам филување. Да, вие им се заканивте лично, вие. Побарајте ги платите во сонг, што значи тоа? И како се сега, јас, еве вака, да ве прашам,
Кога им се заканувате и велите побарете ги платите од СОНГ, ке има инфлација, како тоа за 2 дена израчунавте дека со 2%, значи разликата е 2%, нема да има инфлација? Мислам, ја подценувате интелигенцијата, интегритетот, достоинството на граѓаните кои што протестираат и на оние кои што работат во вашиот сектор, оние кои што зависат директно од вас. Вие лично ги подценивте. Прво во дебатна емисија и со изјавите кои што ги давате, кои што се контрадикторни. За 2% како тоа нема да има инфлација? 2. Прво до 10% ги одбија, така? Ги одбија, 10% ги одбија. За 2% излегувате, за 2, пошто 12 рековте, за 2% излегувате и велите нема да има инфлација. Мислам, какво е тоа слаломирање? Има или нема инфлација? Со 18 ќе има, со 12 нема да има. Колку проценти од буџетот за 5 години власт со тешки криминали, ева на СМК, струја, рекет, не знам, не може во моментот да текнат буџетските осипувања по однос на грабеж, колку е? Па тоа да се скрати ќе има. За овие ќе има. За нашите наставници, за нашите воспитувачи. За жал, министерке, кога рековте сега вака, кога ми дофрлате од место, и кога рековте не мешајте партија и држава, тука се согласувам, но јас тоа го кажав во позитивен смисол на зборот, да, и ќе ви го кажам пак, тоа е добра позиција, бидејќи вршите таква позиција, кога ќе ја споите вашата позиција со позицијата која што ја имате, е во ред да помагате. Да носите подобни законски решенија, тоа е во ред. Јас тоа го поддржувам. Немам ништо против тоа. Не знам дали се разбирам. Ама како министерка да се заканувате и вака од страна да убаво ви кажа Жаклина, знаете, сме виделе ние многу вакви министерки кои што седеле тука, а истовремено како пратенички се бориме на вистина да имаме повеќе жени и министерки и во политиката генерално. Ама треба да внимаваме со ароганцијата. Таа една која што беше многу арогантна и која што прво во вашиот ресор, Министерство за труд и социјала, па се префрли во друг ресор и секаде направи невиден ршум, нејзината ароганција е незаборавна. Немојте да ја повторувате. Таа грешка е вака добронамерно ви кажувам. Затоа што ќе створите не само кај нас, нормално е позиција опозиција да имаат различни ставови за одредени нешто. Ама кога на таков начин ќе се однесувате со опозиција, а и со граѓаните, арогантно, дрско, као јас сум најпаметната, еве ќе завршите на начин кој што како што заврши, а и мислам дека тоа не е доволно. Тоа не е доволно. Треба друга одговорност таму, ама за тоа потоа. Добронамерен совет. Вакви законски решенија, половични, неусогласени, сакате со опозиција, сакате со јавност која што ја тангира. Не поминуваат. Сега денеска ќе ви поминат затоа што и ние ќе гласаме. Не е проблем. Ама не го решавате проблемот. Проблемот е на улица. Дури и со закана, со суптилна закана и со сите тие ваши методи да ги вратите на работа. Проблемот не само што не е решен, туку ќе се дуплира. Не се овие законски решенија такви какви што треба да бидат. Многу лесно, најпрактично ќе беше со законот за минимална плата, амандманот на ВМРО-ДПМН,
Алијанса, да го прифатевте. Немаше да дојде до ова. Може ми 10 пати, колку сакам тука. Нема деловник за работа оваа комисија. Право на глас. Кој сака нека ме слуша, кој не нека си излезе, кој сака нека седи. Тоа си е ваше право. Јас можам да повторам. Џаби да повторувам. Еве, очигледно не слушате. Не знам колку пати да ви кажем, еве, колешката Илире ви каже. Истото ви го каже. На ваква галопирачка инфлација, вакво законско решение, вакви законски решенија, непочитување на колективен договор, вакво арогантно и дрзко однесување. Затоа, завршам. Време е да си одите. Затоа што знаете што вие сте сами по себе проблем на државата. И време да си одите. Да дојде друга власт која што знае како треба, знае како умее, да ги реши проблемите на оние кои што се на улица. Време е, покажавте дека не сте способни да раководите со државата во сите сегменти, да не ги набројувам сега. Доста ви беше, да имаме избори, да си одите. Благодарам.